Драги гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Јас сум вашиот водител и уредник на овој демократски импулс Трајче Китановски, а денеска ќе имаме за чест и прилика да го гледаме, да го видиме Александар Насковски, председателот на независниот синдикат при Министерството за одбрана, независен синдикат за професионални војници. Добар ден, вас вие втор пат, така да и на вас себе ќе ви кажам, чувствувате се како дома, како што и на секој умеам тоа да го кажам. Добар ден, фала на поканата и мило ми е што гостувам втор пат. Се надам и повише пати ќе гостувам. Најнапред на вие одиме на ти, како на ти, така. Александар, што се промени од твоето прво гостување до денешен еве? Дали се промени нешто во тој контекст? Па моментално не се промени ништо од последното гостување, туку работите се влошија, напротив. Состојбата во министерството и тоест работодавецот кон синдикатите не е добра, бидејќи ветените состаноци кои што ги ветуваше министерот за одбрана на последната средба која се видовме на 25 ноември не се исполнија, така да од тогаш помина скоро цели 5,5 месеци, немаше ни еден состанок и нема ни социјален диалог. Значи, има ли иницијатива од твоја страна за тие состаноци? Дали се обидуваш да ја потуркаш малку работата или чекаш? Последниот збор беше од министерот за одбрана. Ние апелираме со еден вид други барања и дописи до министерството, кај што наговестуваме дека треба да има социјален диалог, треба да се решават тековно проблемите во армијата, платите, правата на припадниците на армијата и сето тоа се доволни показатели за нашите барања дека треба да се седне да се разговара. Но моментално во Министерството за одбрана нема волја за социјален диалог и можам да кажам дека не постои социјален диалог, бидејќи сите барања се игнорирани и воопшто не се ни одговара на нив, така да синдикатите се игнорирани од страна работодавецот во Министерството. Значи сте оставени на син. Оставени сме на син, на син и тераме нашата страна, од другата страна нема никој кој да одговори. А добро, што се случи со оние твои тужби за да ти го одблокира синдикатот за оние неправилности, ми кажа дека си имал и докази тоа се. Што се случи? Помина месеци? Поентата на состанокот со министерот требаше да се решат тие проблеми, бидејќи они наследија проблем од претходното раководство. Значи се прекршија законите, се блокираше синдикатот, се направи огромна штета на синдикатот. Очекувавме дека ќе не повика. Трпението го имавме од наша страна, но очигледно не вроди со плод и моравме да поднесеме тужба против Министерството за одбрана. Така да во јануари поднесовме тужба за таа ситуација, се што е направено од 1 декември 2023 година со блокирање на синдикатот и со одземањето на членството и со тие фалсификати и незаконски делувања на припадници од армијата и кои што се дел од друг синдикат во армијата. Во медиумите беше објавена Вибер група на Павле Трајанов како се обидува да своји членови да ги вработи во вашето Министерство за одбрана како професионални војници седналевам. Дали може би знае за оваа афера и кое е твоето мислење околу се во? Јас истово го слушнав од медиумите. Ова не е ништо ново. Секоја власт го правила и претходно, само што е сега доаѓа до израз со овие социјални мрежи. Така да секојаш се вработувале партиски. Тоа е
партизацијата навлезе во секоја пора на нашето општеството, така да не е имуна ни армијата. Значи, имаше докази кај што и претходно спомнав дека мито за мисија, за чин, за вработување, и тоа си е нормално. Значи, армијата е затворен тип на институција кај што лесно, тоест многу тешко излегуваат тие информации, но за жал еве излегуваат. И затоа сакаме да ја направиме од отворен тип, за луѓето да знаат уствари што се случува, дека не е се сјајно, дека не е транспарентно министерството како што е и не е мед и млеко. Ама добро, сигурно ќе се сложиме и двајцата, заради тоа што имам впечаток, еве те слушам како говориш, како да е нормално. Мислам, ова не е нормално. Се навикнавме на ненормалното, ова е новото нормално, што викаат сите, нели? Новото нормално. Новото нормално, а тоа е ненормално. Значи, ова се што било порано ненормално, сега ни станува нормално, бидејќи така ни го сервираат. Значи тие партиски вработувања си со години сакаш да ми кажеш дека си се таму без тоа секогаш постоело, можеби на почетокот кога нагло се формираше армијата со професионална војска 2001, 2002, 2003, тогаш не. Тогаш беше од оној мотив на патриотизам, од да бидеш дел од таа професија, да сакаш тоа да го работиш. Чест. Но после 2007, 2008, 2009 година мислам дека сето тоа стана, и посебно последниве неколку години стана тоа тешко партизирање. Тоа може да се докаже, факт е, примањата пред изборите, неколку тури на професионални војници што се примија и што исто интерни огласи за водници. Еве сега ова раководство има нели нов конкурс со 300 професионални војници, кој што јас се чудам кои Од ке Павле да не биде сите 300. Не знам, ама им се чудам на тие родители кои што ги пуштаат децата во армијата со таков ентузијазам дека тоа е некоја професија кој што мислиш, кој знае што, уствари најмала плата од сите НАТО земји, многу помала плата од кај нас. Значи професионален војник му е платата, најмала плата му е 29.900 денари. Значи нерегулиран статус, на определено време 25 години и на крај нема пензионирање. Тоа што и е целта на синдикатот да го реши, што не е се уште решено поради игнорирање на сите министри уназад на проблемите на војниците. Може ли, еве вака да те запрашам адхок едно прашање, кога веќе го спомна ова е горлива тема околу околу пензиите. Имам една информација, точно од вработен во армијата, дека ми вели на нормално дека парафразирам, но мојметот е тој дека на професионалните војници откако ќе истече договор ли како се водите, нели на 40 и која година е? 45 години. 45 им е понудено да работат во судска полиција, пожарна и во шумска полиција, но они не сакаат. Дали е ова можеби вистина или не? До некаде е вистина, до некаде не. Законот дозволува две опции. Вработување во институција сродна што е државна институција после 45-та година, и другата опција е опремнина. Поголемиот дел се определуваат за опремнина од причина што не гледаат избор во тоа што го нуди министерството. Министерството за одбрана 99% нуди затворска полиција. Тоа што е најнепопуларно и што е катастрофална ситуацијата во нашава држава. Секој што отишол таму сам си напуштил, така да останал и без опремнина и без работа. Многу мал дел е во шумска. Директорот се фали сегашниот дека, значи збориме за Пандов, дека затворска полиција највисока плата во државата зима. Не е точно тоа. 40.000 кусур вика дека се зима. Со прекувремени, со ноќни, со сите додатоци можеби да, но условите за работа. Значи мислам дека шефови се тие внатре, а не обезбедувањето. Затворската полиција затоа и не е популарна. Значи за таму првим треба да се среди затворскиот систем, па потоа да се вработуваат нормални луѓе, да обезбедување да бидат. Еве сега имало и специјална единица затворска создадена сега. Велат дека со тоа ќе се средат многу кланови, многу и која имало и закон што им било дозволено и да тепаат. Не сум информиран за таа Ако е работа. Знам дека се уште армијата ја обезбедува вториот периметар на затворскиот систем
го обезбедува припадници на армијата. Тоа е веќе јавна тајна, сите го знаат дека на полицискиот кадар, затворската полиција, не може доволно да го обезбедува затворот. Така да Мислиш помага дека армијата. нема доволно полицајци или немаат капацитет на пример? Немаат и доволно полицајци и немаат капацитет. Значи двете работи, затоа армијата го обезбедува затворот, што е катастрофално. Ваква ситуација само може у воени услови да се случи. У мировни услови ваква ситуација немаме слушнато никогаш до сега, ниту па сме виделе, но тоа што беше у предходната власт се случуваше, кај што опозицијава сега, тогашната опозиција сега на власт многу критикуваше за тоа, сега го прифатија тоа како новото нормално. Не е популарна таа затворска полиција. Но судска полиција на пример не ви нудат? Нудат судска полиција. За пожарна сваќам, таму тоа е многу и тешка и небезбедна работа, ама судска полиција не е нешто. Заинтересираност е многу мала за судска полиција, затоа што у судска полиција да ги немаш тие привилегии за пензионирање порано, така да таму се пензионира со старосна граница и затоа го избегава тоа. Решавањето на статусот на војниците е токму тоа, регулирање на пензионирање војниците како и останатиот активен воен персонал. Старешините, офицерите, подофицерите, а не да работиш до 60 кусур години, значи зошто го имаш бенефицираниот стаж? Значи нема логика. Затоа така. професионалните војници највише се одлучуваат, и тоа е еден вид партизација, можам да кажам, за цивилни лица во армијата. Тоа е голем проблем. Оваа година околу 50 на луѓе остануваат цивилни лица во армијата. Цивилни лица се мисли на лица задолжени за техника, за звучници, така, за така. Да, такви работи, значи служби кои што возачи, механичари, кувари, такви работи. Тоа е голем проблем, затоа што секоја година од таа бројка на професионални војници излегуваат, стануваат цивили, со тоа што се зголемува цивилниот дел во армијата, а се намалува воениот дел во армијата. Значи, погледнете бројката, 250 професионални војници ја напуштаат армијата оваа година, а примаат 300 војници, значи од шупло у празно. Од една страна, од друга страна, цивилни лица професионални војници стануваат цивилни лица, што не е нормално. На крај во армија ти треба воена да ве бранат утре ден, да не бранат сите нас. Не бранат, значи тие не учествуваат во војни действија. И таква работа. Не учествуваат тие во војни действија, тоа е проблемот. Ма со лажици и со сега мораме да се шегуваме на некој начин. Да. Зали тоа што кога нема веќе војска, барем има кувари такви некои. Со кудлачки може да се војува, да. Александар, дали еве како што спомнавме сепак, значи ако смеам да заклучам според ова што го говориш, е тоа дека се уште не се решила пензијата на професионалните војници. Пензионирањето не е решено, тоа беше дел од, тоа е целта на синдикатот. Нели протести најавуваш? Најавував протести, поентата да не се да се одложи протестот, да се седне на маса беше состанокот со министерот, кој што, значи, испадна дека ја лага, само да се купи време. Министерството за одбрана, можам да кажам, или работодавецот, секој купен ден да нема проблеми од синдикатите, некои барање, за нив убав ден. Со тоа што ветија дека ќе имаме, ќе седнеме, ќе разговараме за решавање на проблемите, тоа не се случи, со тоа си купија време и го одложивме ние на наше барање, го одложивме протестот. Протестот, затоа што мислевме дека ќе има социјален диалог, ќе седнеме, но наседнавме на таа стара политичка финта, кој што е практикува скоро секој министер, у секој, еве гледате поново време што се случува со синдикатите. Значи, сите свртеа грб против синдикатите што барат нешто. А најдобри се тие синдикати што не барат ништо. Значи, тој што бара поголема плата е непријател број 1. Тој што бара права е непријател. Значи, само добри се тие синдикати што не барат ништо, што викаат дека се супер. А тоа не е работа на синдикатите. Дали се чувствуваш, може би како председател на синдикатот што го водиш, како изманипулиран во тој контекст, во тој правец дека ти бил ветен социјален диалог, како што секогаш умееш ти да кажеш, а не се случи таков диалог, а вие бевте на тогаш имаше атмосфера за добра атмосфера за протести,
Да, Сега треба да се работи на тоа поле, ама тогаш имаше, значи веќе беше на готов. Само се чекаше твој повик. Да. Но министерот тогаш успеа некако да тебе маце изманипулира. Дали се чувствуваш можеби изманипулиран? Да, изманипулирани сме затоа што секогаш како социјален партнер, нели, како синдикат, веруваме од тој што зависи преговорите со него, нели. Треба да седнеме на маса, како ние што седиме сега, така да разговараме и со министерот и да решиме проблеми. Тоа е поентата на синдикатот, тоа е поентата на работодавецот. Не е само да се седи на фотели, ништо не се работи. Факт е дека сме изманипулирани, таа критична состојба која што беше малце се олади, но да ви кажам дека па и не се оладува толку, затоа што се влошуваат работите во армијата, се поднесуваат нови тужби, не се исплаќаат доприноси на припадниците во армијата, за се касни. Тоа сега Значи, се запрашам, дали има нови неправилности? Нови неправилности, не се почитува целосно колективниот договор. Ако министерот цело време излегува на телевизија и вика дека се почитува, дека све се исплаќа, не е точно. Еве, до ден денеска, половина месец помина и повеќе, не е исплатена закупнината која што претходно се исплаќаше у првите 10 дена од и значи хранарината касни. Хранарина се исплаќа унапред, касни. Со еден месец закаснување. Значи, при донеси на плата што следуваат се каснат. Според правилниците што ни следуваат, Д2 дополна храна во млеко, значи не се исплаќаат од јули. Значи не се добива. Да не се укинат или не? Значи не може да се укинати бидејќи правилникот постои. Значи тоа се прави огромна штета на дневно ниво. Ништо тоа не функционира. Значи едноставно се прекина да функционира у тој дел. Ети таа храна што имаше со кетерингот, поради и пропусти големи во самата фирма и неквалитетна храна се укина. Согласно колективниот договор се продолжи да се исплаќа како минимален износ 15% од просечната плата на секој припадник и таа касни. Значи не е окей. Луѓево не трпат, поднесуваат тужби. Значи Министерството за одбрана е бомбардирано пак со тужби. Еве, почни од мене. Јас поднесов тужба заради ова неправда што трае скоро 18 месеци. Значи кога нема разврска, кога нема социјален диалог, кога нема решение, ја бараш правдата таму кај што треба да ја бараш. Кога поднесе тужба? Во јануари е поднесена тужбата, на 15 јануари. Министерството ја има примено, но суште нема одговорено. Поминал јануари. Значи тоа е начинот на купување време. Колку повише не одговара, толку повише купуваат време да се закаже што покасно рочиште. Мислиш дека судството е под директна палка на власта? Па тоа не можам да го кажам дека е така, но дека имаат притисоци влијание, мислам дека имаат. Тоа се покажа многу пати како со едно начелно мислење на апелационите судови, кај што донесоа едно мислење, тоа беше нарачано мислење, кој демек некој адвокат го прави, а нема врска. Сите знаеме, барем ние синдикатите знаеме дека тоа е нарачано од работодавците, дека на професионалните војници кои што искористиле повише од 21 слободен ден не им следува бонус плата. Значи во полицијата се исплаќа бонус плата, во армијата не се исплаќа бонус плата. Со такво смешно начално мислење, што според мене е под законот, се прекина исплата на бонус плата на луѓе кои што ја заслужуваат реално. И тука Министерството заштедува милионски суми пари. Која прекина таа бонус плата? Таа бонус плата се прекина со тоа начално мислење кое што е направено во претходната власт и сега се спроведу и оваа, им одговара и на овие на оваа власт и така да во колективниот договор постои, но таа одредба што тоа начално мислење судовите го одбиваат. Значи тоа е све договорена работа за се заштедат милионски суми пари. Тоа е многу смешно затоа што на реалната ситуација која е? Професионални војници имаат над 1200 слободни дена. Знаете ли тука колку има бонус плати изработено тој припадник? А такви ги има многу. Значи, за бонус плата се треба да направиш 150 прековремени часови. 150 прековремени часови.
Значи, а има 1200 слободни дена, 1200 пута 8 часа. Колку се тоа часови? Значи, тие луѓе треба да ги пуштиш да бидат слободни цели 4 години. Значи, професионален војник да потпише договор денеска, 4 години да седи дома и да дојде дури на следниот договор да го потпише и да дојде на нула. Значи, може да замислите какво непочитување на законите, законот за работни односи. Е тоа. Значи, тој војник да му се трупаат од премногу ангажираност, а нема кога да ги искористи тие... Добро, кој ги прави овие неправилности, старешините или? Што мислите вие? Не ми е јасно зашто говориме постојано за неправилности, но мора да кажеме кој го прави тоа. Тоа го прават војните структури, а они се диктирани од работодавецот од озгора. Така да, еве сега ќе ви кажам еден пример. Министерот за одбрана во изминатите месеци, посебно првите неколку месеци од неговото поставување, многу пати гостуваше на телевизии, кажуваше дека Министерството за одбрана е оштетено со 20 милиони евра од тужби против Министерството, кои што ги добиле припадниците. И кажа дека не се почитувал колективниот договор и не се правеле спогодби за тие тужби. Сега, прашањето е, спогодби за одредби од колективниот договор за тужбите, кој прави Министерство за одбрана? Правната служба. Правната служба не го правила тоа. Раководител на правната служба во периодот на кога се направила штетата од 20 милиони, во времето на Славјан Петровска, било едно лице. Сега, истото лице е раководител на истата правна служба. Значи, индиректно, според изјавите на министерот... Има некаков дил? Па, сигурно има некаков дил. Тоа треба да си го испитат. Министерот за одбрана најави дека ќе поднесе неколку пријави и кривични пријави и до финансиска и до обвинителство. Видовме ли до сега такво нешто? Не видовме. Многу интересно што ова лице, кој што раководител на правната служба, каде и доди министерот, он е во него најблиска близина. Значи, дали е тоа причината зошто не се поднесуваат пријави против претходното раководство кое што е направило таа штета? Има ли некој да се запрша за тоа? Со ова сакаш да ми кажеш дека на некој начин дека на министерот му одговара да се поднесуваат кривични против? Не знам дали му одговара, но очигледно на некој му одговара да биде ситуацијава ваква, бидејќи еве продолжува. Јас имам информација од прва рака од терен од војници кои што не трпат, оштетени си поднесуваат тужби нон-стоп. Имам контакт со многу адвокати кои што ги застапуваат припадниците. И цело време се поднесуваат тужби. Така да, кога сега се молчи, како што се молчеше и порано, кога ќе дојде на пример некоја нова гарнитура, ќе даде отчет за претходното и ќе се каже дека пак во овој период имало милионски тужби. Значи ништо не се променува. А зошто не се променува? Затоа што се тера некој си, не можам да кажам како да се изразам, инает за нашево решавање на проблемот на војниците е заштеда на министерството од милионски суми. Проблемот се решава со решавање на статусот на војниците. Тоа никој не сака да го слуша. Александар, еве, ти си во контакт со војници, колеги твои, платени војници и така, натака. Дали некој од овие твои колеги кои имаат поднесено тужби, дали има добиено, кои се тие суми, например, вака, за какви суми станува збор, например? Зависи од неговиот ангажман, али има тужби што се добиени од 5.000 па до 20.000 евра. И сега, кога се акумулираат такви тужби, кога ќе се направи сума за 2-3 години, која што ја спомнува министерот дека е направено 20 милиони, може да замислите. А колку од тие 20 милиони влегле пари кај адвокатите за судските трошоци, зашто нели они тужат, судските трошоци ги зимат тие, а тие што тужат, тужителите, си ги зимат парите и плюс процент за адвокатот. Значи колку адвокати се збогатија. Значи има адвокати што ненормални пари зема од ова. Можеби на некој му одговара ова. Значи тоа треба да некој да го испита.
Тоа министрот го најави дека ќе го испита, бидејќи претходно оштетено министерството со огромни средства. Зошто сега не се поднесат пријави да се испита? Ке се испита, еве година дена скоро помина, ништо не се испитува. Но сега по овој твој муавет излегува дека министерот многу брзо си легнал на брашното, како и поранешната министерка, и кај ништо од испитувањето, него и по истите патеки си продолжил. Па јас искрено да ви кажам, јас министрот го гледам како многу добро изманипулиран од лицата околу него. Се чувствувам како да мислам дека е како киднапиран. Мислиш дека е наивен, дека не знаеш? Не наивен, туку едноставно не сака да ја слушне другата страна, вистината, затоа што јас кога му понудив да се решат проблемите во армијата и на многу нивоа, министрот не сакаше. Значи првата наша средба беше после 5 месеци од кога стана министер. Така да за 5 месеци е доволно да го изманипулираат и да му представат на министерот слика дека јас сум лошиот, дека јас сум проблемот, дека јас сум тој што бара, јас сум тој. Оствари сите мои барања се у негова корист, негова популарност и у корист придобивка и за министерството и посебно за професионалните војници и за припадниците на армијата. Значи никој не сакаше да го слушне тој дел. И веќе кога влезен во тој бубањ на манипулатори околу него, веќе е касно, веќе не можеш да го исправиш на патот, башка што не сака комуникација. Значи согласно колективниот договор како синдикат, работодавецот треба да се состанува минимум еднаш у 3 месеци. Значи помина повеќе од 10 месеци, ние требаше до сега 3 пати минимум да се состанеме за решавање на проблемите во армијата, социјален диалог. Ние последниот состанок го имавме за фалсификати. Значи не разговаравме. Тој рече дека да, колективниот договор предвидува дека социјален диалог со синдикатите треба да се одржува минимум на 3 месеци еднаш за решавање на социјални и економски работи на припадниците и по потреба повеќе. Сега, да не сватил случајно министерот еднаш во 3 години. Па може. Да не било 3 месеци. Не може, не го прочитал колективно, така му кажале, нели, манипулаторите околу него, затоа што Значи, ти вериш дека министерот е изманипулиран и дека сега веќе досна, дека нема веќе назад. Ти како да си кренул бело знамеце ми доаѓа, како да се предаваш. Не се предавам, јас ја терам битката и на други фронтови. Не ги скажувам тие фронтови, бидејќи и таму ќе пуштат пипци да вршат притисоци. Така да ја од сите страни ја барам правдата. Јас министрот за одбрана лично не го познавам. Ни он лично не ме познава пред да се запознаеме. Така да од самиот старт, кога ќе се видиш и кога ќе имаш лошо мислење за другиот, а не го познаваш, тоа значи дека некој ти кажал некоја приказна за него. Значи тоа е предразсуди. Да, значи му се кажани информации кои што е нормално. Јас сум синдикатот кој што бара права. Не го играјте Александар Насковски, играјте ги тие што не бараат права. Значи, јас сум единствениот синдикат од сите 4 во армијата што сум поднел барања за зголемување на плата на припадниците во армијата. Другите синдикати ги нема никаде, не постојат. Како да се на вечен годишен одмор. По бројност, колкав е твој синдикат вака? Синдикатот сега реално број малце луѓе, бидејќи 407 луѓе ми ги зема претходната министерка ги префали на тој што направи на законски начин, на тој што направи фалсификат. Значи јас сега ќе имав многу повише луѓе, башка кампањата што се води против мене последниве години го намали бројот на зачленување на луѓето. Катастрофална е ситуацијата што како најмал синдикат во армијата ги застапувам правата на сите за поголеми плати и подобри услови за работа и права. За разлика што другите 3 синдикати вкупно имаат 4500 членови од вкупно 7350 вработени, што представува повише од пола, а немат ни едно барање. Јас сум 1000% транспарентен. Ја барањата која ги го доставам до министерот, ги објавам на мојата страница на Facebook. А добро, си пробал, например, некаква комуникација со другите синдикати во тој правец?
Да се здружите Многу за пати, вашите права. многу пати побаравме таква комуникација, но не сака да се дружат со човек кој што бара права. Не сакат, едноставно. Па и во Тоа нивен интерес. за мене тоа се антисиндикалци, антисиндикати. Ја ги викам приватни фирми. Значи само ги интересира синдикални игри, да одат, чланарина да собираат и ништо друго. Ама и трчарење против овој синдикат. Значи ништо друго не се прави. Значи со репрезентативниот синдикат и на претходниот председател, и сегашниот председател, понудив рака за соработка се решат. Не сакаат. И затоа, како синдикат, без разлика колку членство имам, јас ги барам правата на луѓето. Значи, само јас поднесов барање за зголемување на плата. Значи Тоа е ти, ако смеам да заклучам, ти од повеќе страни си условно кажано сардисан, народски кажано Така, сардисан, да. и од внатре и од Не им одговара. Еве, погледнете ја ситуацијата што се случува со ССМ. 3 месеци му ги бројат членовите за да му дадат репрезентативност. Кој го прави тоа? Комисијата што е од владата. Значи, владина комисија му ги брои членството за да му даде репрезентативност. Не му дава репрезентативност и не може да функционира. Значи, не може да има економски социјален совет, не може на економски социјален совет да се разговара за поголеми плати, поголема минимална плата и за сите работи што ги засегат работниците. Значи, едноставно се става блокада. Значи, ставот се пренесува од владата, се пренесува преку министерствата. Јас зборам за ова Министерство за одбрана. Значи, работата е тоа. Ти бараш права, ти си тој, тебе те блокираме. Така, добро. Вака сега, например, кога веќе сме дојдени до ќорсокак, да кажам, кога веќе нема што и каде, мислам правно, сега за сега, дали може би ти паднало на памет некоја средба со премиерот на повисоко ниво, сега кога веќе министерот не сака, барем, и заради тоа што имам слушано од многу граѓани дека стапиле во контакт со премиерот, на некој помогнал, на некој не помогнал. Дали, јас сметам дека ти како претседател на синдикат, ако ништо друго, барем ќе ти врати на порака сигурно. Минатата година 2-3 пати го контактиравме премиерот, тоест до службата што треба да го контактира премиерот, не можеш да дојдеш до премиерот лично. Мене ми одговара во документите што ги доставувам и на одговорот тоа ми одговара заменик шеф на кабинет. Во комуникација со службите таму, дали премиерот е запознает со документите што сум ги да, запознаете, но реално не верувам дека е запознат, затоа што околу него има 2-3 круга на блокади кај што не стигаат сите информации до него, затоа што премиерот, ако знае дека во Министерството за одбрана се случува голем криминал, кој што трае со години и се оштетуваат 4-цифрен број на луѓе во армијата, и се прават многу незаконски работи, тогаш што сега ќе ме контактира и ќе сакаше да слушне. И да слушнал нешто, верувам дека исто е изманипулиран и не се кирете премиере, ние ќе решиме и така застанало. Контактирав и 2 пати се обратив до председателката, Силјановска Давкова, бидејќи она ни одговори дека ќе се залага за решавање како врховен командант, како врховен командант, дека ќе се залага за решавање на проблемите на војниците. Многу ми навелат командантка, но тоа не е така, заради тоа што тоа е машки род, дали е машко или женско на функцијата председател. Значи, се обративме, не ја добивме никаков одговор. Баравме и средба, исто не добивме одговор. Значи, таму околу нејзе има некој круг што ги селектира тие информации, не дозволува тоа да дојде до нејзе или не ја дозволува да го направи тоа што мисли дека треба да го направи. Јас би ја охрабрил, ако стигне овој подкаст некако до нејзе, би ја охрабрил дека има многу големи ингеренции, може да прави што сака, што се однесува до армијата и може да одлучува за многу работи и да презема многу активности. Очигледно советниците околу нејзе ја блокираат за таа работа. Околу тоа можам да кажам дека е вистина, затоа што
за 8 март бев малце изреволтиран од средбата со припаднички на армијата по повод на 8 март, бидејќи беа присутни кај незе 4 жени офицерки. Сега, председателката треба да знае дека во армијата има жени подофицери, има и други родови, значи има цивилни лица, има и жени професионални војници. Зошто тие кои што е советувале да има таква средба, не викнале од сите? Значи професионален војник жена и цивилно лице и подофицер и офицер. Туку само 4 офицери. Значи со тоа ги навредуваш другите категории припаднички во армијата. Значи тоа од моја страна беше голема забелешка. Сакав да реагирам за тоа, но оставив така. Ама и знаеш како, еве, во тој контекст, не само за 8 март, еве, 8 март било па нормално ден на жената, па ова сега ти што го кажуваш, има логика нормално дека е тоа така, но во друг контекст, например, мене лично ми пречи, например, тоа што премногу се величи жената како жена, женскиот род во споредба со машкиот. Ние сме дискриминирани по тој повод од како стана председателката. Па тоа фактички сакат со председателката и со министри жени, и го правеше тој Шекеринска и Славјанка Петровска, повише акцент дадоа на припадничките во армијата треба да бидат застапени. Во ред, треба да бидат застапени, но реалната ситуација, па и например, еве да земеме пример војна. Така, фронт. Може ли таа жена да биде на исто ниво, на иста физичка подготвеност, на исто досе како и мажите? Значи, пак ќе биде тоа некако селектирано, како што у денешно време е селектирано. Значи, треба да има равноправност, но физичката сила и физичката спремност е нешто што е приоритет за... Равноправност не може да има секаде. Како што кажа сега ти во војна, не може. Тоа не е едно. може. Друго, значи, кога се прави селекција, зошто е толку нагласено правата на жената, правата на жената, правата на жената? Едноставно, нека биде било каде. Вработен човек, нека биде вработен способен, а не жена или маж. Па тоа во последно време многу често се зборува да се гледа не само жена маж, туку и она етничка припадност. Нека се гледа квалитет, способност, критериуми. Значи тоа нека се гледа. Што е битно што е? Нека биде и македонец, и албанец, и турчин, и ром, и босен, значи нека биде критериумите да ги исполнува, а не нели со бадентерот. Да биде тоа, па мора да го вработиме него. А иако и сега сведоци сме во институциите кај што има луѓе буквално неписмени. И македонци се пишуваат. И обратно. Значи, има луѓе работи во администрација неписмене, не знае да зборува. А вработене, зашто некој така го вработил. По кои критериуми? Само по етничка припадност. Тоа е сосема една друга тема која што не сме ни стигнале до таму да се решава нешто, тоа е више друга политика. Еве, мораме да говориме на секакви теми кои нормално се неправилности според нас во општество, и затоа е овој демократски импулс, нели, да си го кажеме сето накаде што не можеме никаде. Така. Освен дома, нормално. Така. Уште дома да ни забрана да го имаме нашето мислење и каде. Да. Еве, јас можам да кажам пример во Министерството за одбрана, анализирајќи го законот и неговата примена, исто и колективниот договор, има голема дискриминација по разни основи. Посебно кај војниците. И меѓу старешинскиот дел, но има и кај војниците. Нема да именувам каде, но има една касарна кај што еден командант одлучува професионалните војници кои продолжуваат договор да ги праќа на годишен одмор, да го искористат целиот годишен одмор пред да го искористи, пред да го продолжи договорот. Така, на пример, договорот ако го продолжува на 1 април, го пушта на годишен одмор да го искористи од февруари, целиот, и у текот на годината немаш годишен одмор.
Тука се коси со законот за служба во армијата, бидејќи треба да биде и желбата на работникот да се послуша, да се најде, значи командантот има обврска да има застапеност на припадници на служба што ќе бидат присутни, нели да не се наруши борбената готовност. Но не можеш ти цел годишен одмор, а ти си му дал позитивно мислење дека ќе му се продолжи договорот. И договорот му се продолжува, а ти го пушташ да искористи годишен одмор кога он не сака. И сега, професионални војници, бидејќи работат 25 години на определено време, а на 4 години се продолжува договор. 6 години, 6 годишни одмори, во тие 25 години ќе се искористат кога сака командантот. И ова се прави врз стотици професионални војници. Ова е не директна, не знам каква дискриминација. Има ли тужби по ова? Мислам дека се уште нема тужби, бидејќи војниците се пожалија до синдикатот, така да јас ќе реагирам. Ти ќе направиш тужба. Јас ќе изреагирам и тој командант мислам дека бидејќи веќе имам позитивни позитивен фидбек дека е дискриминација, така да мора да се реши тоа. Значи не може така како колегата до тебе, бидејќи едно неопределено време, може да користи одмор кога сака, а ти, бидејќи си војник, не може да користиш одмор кога сакаш. Тоа е она што го барам решавање на статусот. Војникот, ако согласно закон за работни односи, му го трансформираш работниот однос на неопределено време, после 5-та година, нема да дојде до вакви проблеми. Значи, суштината, сршта на проблемиве е решавањето на статусот на војниците. Ако те свати, впрочем, и лесно е да се решат проблемите на војската, но не сакаат да се решат. Не сакаат, затоа што ова е прашање на терање инает, повеќето, така јас го гледам, бидејќи многу долго време го гледам, што е поврзано изворно од некоја си суета на некој. Тука не зборам за високи функционери, тука зборам и за тие предпоставени што се. Значи, мобингот, дискриминацијата е влабоко вкоренета во армијата. И таа е непроменета повеќе од 30 години. И тука е суштина, тука се дава огромниот отпор врз синдикатот и решавање. А проблемот е многу едноставен. Многу едноставен. Се менја две реченици и се решава. Александар, нормално дека овој подкаст и најавив, говориме за војската, околу војската, синдикатот, стигнавме и до министерот, председателката и премиерот. Но мораме да спомнеме што е со вашата опрема. Дали се уште ќе паметите можеби Радмила Шеќеринска како единствена која најновата опрема теке од незиното време? Па опрема немаме земено баш буквално тоа време. Да, војниците, посебно војниците, а и сите припадници армијата, Радмила Шеќеринска, колку и да ја критикуваат некои луѓе за некои постапки, сите памтат под добро. Знаете зошто? Затоа што на сите им даде додаток на плата за купнина кој што е во вредност од 200 евра. Значи секој припадник ја зима во армијата, што е голем додаток на плата. Таа популарност може да се надмине ако се направи нешто подобро. Очигледно од тогаш никој ништо не прави подобро во поглед на платата. Во поглед на опремата немаме нова опрема, униформа, мислам дека последен пат земавме 2018-2019, како ако се сеќам добро. Дотрајана ли е или може уште? Да, тие луѓе што повеќето ја користат таа теренска униформа маскерна е дотрајана. Јас, например, користам друга униформа, иако јас немам земено 15 години нова униформа. Мојата не да е дотрајана, претрајана. Али тоа е тоа. Тоа е реалноста во, не се вложува ништо. Министерот за одбрана неколку пати излегува ќе се купи ова, ќе се купи ова, ќе се купи го. Мислам, тоа се, како да кажам, пиар. Никој не му е гајле, освен на деца на малите што армијата ќе има. Значи, на припадникот на армијата што и да се купи воена техника, оно ќе се прилагоди, ќе научи, ќе употребува. Војниците им требат плата, припадниците им требат поголеми плати.
Тоа знаете како доаѓа, кога у фабрика некој директор купил нова трака, лента на работниците и вика гледате ви купив нова лента и сите браво. И да се сече лента. Да се сече лента, еве ви купив нова, а што има тони корист од тоа? Ништо. Значи тоа е исто, на припадниците им да им даеш нови пушки. Која е среќата од тоа? Мислам, не. Тоа е само политички пиар за маса на луѓе или за тие што ги интересира, како ние кога сме биле мали, не интересирало што тенкови имало, што хеликоптери имало, што авиони имало армијата. Значи, припадниците на армијата ги интересира како ќе поминат месецот. Платата. Платата е најмала. Значи, платата на професионалните војници е најмала од сите НАТО членки. 29.900 денари. Платата од Црна Гора е минималната на професионални војник е 790 евра. Во Албанија 848. Србија 44.000 денари. Наши 750 евра. Во Бугарија 1212 евра. За Грција да не правиме муват. Значи сите ги зголемија платите и тоа последнава година дена. Значи сите вложуваат во ресурси и во плати на припадниците, во услови. Не е само купи оружје, кога не му даваш плата. Значи, моралот кај луѓето е ненормално низок, тоа никој не го проверува. Ако се направи некоја анонимна анкета, за глава ќе се фатат генералите да видат колку е моралот во армијата. Као прво, со ова демографско иселување на луѓе во државата, ние немаме резервен состав кој да ја брани држава. Значи не се вложува ништо, немаме резервен состав. Во армијата не се вложува, немаме редовен состав. Излезе Гајдов на една телевизиска дебата и кажа кога била војната дека он бил еден од припадниците и дека кога ја враќа униформата, тој старешината во полициската станица му кажа не ја враќај, земја може еден ден ќе ти затреба. Во тој контекст што кажа нема кој да не брани, од тогаш, значи од 2001 помина години, не верувам дека сега би бил во состојба некој одреден човек на таа возраст да ја брани нашата држава. Па 2001 година и јас сум учесник во 2001 година и доброволно се пријавив. Значи тогаш државата бранеа 90% доброволци, резервен состав. Тоа е факт. Сега, со овој однос на државата кон тие што учествувале 2001 и кон се друго што се случува, е катастрофален. Така да не го очекува патриотизмот и одзивот исти ако дојде до воен конфликт. Нема шанси. Значи, армијата не се грижи за војник 25 години во униформа, што најубавите години младоста ја дал, и на 45 години треба да си замине и доди во друга држава да работи или доди да работи приватно за уште помала плата и да земе пензија ако ја доживее. Староста кој што треба да ја земе пензијата. За разлика од неговите колеги кои што биле привилегирани од по некоја основа станале подофицери или офицери, кои што зимат и добри пензии од армијата. Зошто војниците да бидат дискриминирани? Добро да те запрашам еве сега непланирано, но ја спомнавме 2001 еве ти си бил дел од нашите сили, одбранбени сили кои ја брана државата. Дали можевме да ја завршиме таа војна за 24 часа на пример? Па може би за 24 часа. За 2 дена еве. Можеше. Со тие сили и со таа опрема што имаше тогаш. Буквално каде бе тоа го издевувале и генералите и Стојанче Ангелов стално во некои подкасти емисии, некои генерали и полковници и ако ги гледате нивните изјави, значи можеш. Значи се беше и тогаш некој вид на политика, некој вид на игра. За жал многу луѓе загина, многу остана инвалиди кои што ден денеска се мачат и не можат да остварат услови некои придобивки од закон, еве и од законот за бранителите кои што не го донасат, се продолжуваше, едните требаше да донесат, другите, третите не, и на крај ништо од законот, така да никој не се грижи за армискиот припадник. Значи никој. Значи тоа 2001 се заврши војната и од тогаш нааму како еден вид тонење. НАТО
НАТО што? Членуваме во НАТО, да даваме пари како членарина и да купуваме опрема од нив. А кои луѓе? За кои луѓе? Александар ја пофали Шеќеринска, но сега е веќе на висока функција во тој НАТО. Како ја коментираш ти оваа одлука да биде она на таа функција што е во НАТО и дали може би сега од оваа ситуација може би Шеќеринска може и да помогне во однос на платите на македонските војници? Во врска со ситуацијава, со се што се случува, во односи на тоа прашање кој што го спомна, нашиве проблеми, јас го известив лично генералниот секретар на НАТО, Марк Рюте. Така да он е запознат. Чим е запознат он, запозната и она. Верувам дека она, бидејќи е втор човек во НАТО, верувам дека може да делува, а и може би не, у даден момент и ќе делува за нешто. Не можам да коментирам какви се незините идеи и незини што планира или дали сака или не ќе, но ете тоа е голема можност за Македонија што од кога стана нааму нема никаков од таму фидбек да нешто да се случува. Како мислиш? Еве нема ништо посебно да реагира посебно за македонската армија. Тоа ми беше одговорот. А дека се запознаени што се случува, многу добро знаат што се случува. И многу меѓународни институции ги известивме за оваа ситуација и скоро сите амбасадори во Македонија и меѓународни институции знаат што се случува и верувам дека во одреден момент ќе делуваат. А дали... како? Не знам, ќе видиме. Времето ќе покаже. Дали имате можеби поддршка од одредени политички партии, независно дали се мали, дали се на власт, дали се големи, дали се средни? Тоа е тема која што е многу интересна и која што морам да ја образложам. Моментално поддршка немаме од ниедна политичка партија. Пред изборите имавме поддршка од политичка партии кои што сега се на власт. Тоа беше и ВМРО, како неофицијално, а официјално од ЗНАМ. Значи, дел од програмата на ЗНАМ и генералот Павле Арсовски беше решавање на статусот на професионалните војници и трансформирање на работниот однос од определено на неопределено. Токму овие барања кои што ние ги имаме. И тоа го презентираше генералот кај додеше пред изборите. За жал, сега тоа никаде го нема. Скоро година дена како помина од изборите и воопшто нема никаков одговор и не се стоат на ветувањето кој што го ветија. Дали се видовте вие? Знам дека требаше средба некоја, не знам дали се случи. Не се видовме, за жал. Контактиравме по социјалните мрежи преку Вибер дека ќе се сретнеме и не ме повика, така да не планирам да бидам досаден и околу таа тема некако што не сака. Со средба со Драган Ковачки и со Бране Петрушевски и Антонио Милошевски беше ветено дека се согласуваат со пензионирање професионалните војници. Ова беше момент кога беа опозиција. Од таа страна исто така нема никаков одговор да се реши нешто у овие 10 на 11 месеци. Така да јас планирам до крајот на месецот да предложам закон за измена на законот за служба, каде што ќе треба да се поднесе од нивна страна и ќе го доставам до сите политички партии и да го поднесат тој закон и да го изгласат. Со ултиматум да го изгласат до крајот на јули. Зошто викам така? Генералот Павле Арсовски е председател на Комисијата за одбрана и безбедност. Измена на закон за служба треба да помине низ таа комисија. Таму се Антонио Милошевски од ВМРО ДПН, Бране Петрушевски од ВМРО ДПН, Драган Ковачки, Оливер Спасовски од СДС, Славјанка Петровска од СДС, која што 6 дена пред изборите го вети решавањето на статусот на војниците. Тоа го објави она на незината Facebook страна 6 дена пред изборите.
Значи, патот за решавање на проблемот на војниците е поплочен. Гледате колку луѓе во таа комисија кои што го ветиле, а не го исполнуваат. Сега, каде е проблемот? Тој предлог ќе се достави до нив. И они треба да го изгласаат, да го решат проблемот и нивни да ги исполнат нивните ветувања. Затоа што ако не ги исполнат тие ветувања, ја не верувам дека ни еден професионален војник, брат, сестра, татко, мајка, баба, дедо, вујко, вујна, стрина, тетка ќе гласа некој за тие луѓе. Значи тие Јас сум пред убеден. избори ти ветиле, а на крај се не ми ветиле мене, ветија на сите граѓани. Така. Значи им приоѓале граѓани кај што оделе по градовите. Им ги прашувале, одговарале потврдно. Значи сите луѓе после мене ме контактираа, ми кажува да, вети тој, беше тој, вети тој. Сега никаде ги нема. Ама ти си се сретнал со Бране Петружевски, кажа. Не, со Драган Ковачки, да, Бране Петрушевски и со Антонио Милошевски во собрание. Бев повикан на средба со нив. И тогаш ти го кажале да, кај што ветија дека ќе го решат. Тогашната министерка Славјанка Петровска не сакаше да го реши, но мистериозно 6 дена пред изборите она го објави истото тоа што ние 2 години што цело време го баравме. Значи сите имаат ветувања за решавање на проблемот на војниците пред изборите. Сега 10-11 месеци после избори никој никаде ги нема. Еве ги идат пак избори. Како ќе излезат, со кое лице ќе излезат пред тие луѓе? Пред тие градови, пред тие села, кои ќе идат сега. Тешко ќе поминат. Но што правиме со условите на професионалните војници, општо на војниците на војската? Со кои проблеми се соочувате вие? Дали може би има мобинг, дали лоши услови? Условите не се променети. Значи има многу касарни нема вода за пиење. Припадниците си купуваат сами вода за пиење. Санитарни услови катастрофални. Значи условите на стражарските места се катастрофални. Со стари кебиња, со стари перници, со стари чаршави, руинирани објекти, кај што некои објекти нема ни струја, нема ни вода. Условите се катастрофални. Мобинг е добро утро во армијата. Аман. Да. Значи посебно во единици кај што е малце построго. Кои се тие, например, единици? Повише пешадински единици. Мобинг има, значи ја имам многу јавувања од професионални војници кои што и не ми се членови, кои што се жалат на притисоци од старешини за секакви банални работи. Значи тоа е и затоа луѓето не издржуваат многу во армијата, посебно младите војници. Младите војници се залетуваат и влегуваат во армијата, мислат дека кој знае што, јака плата или не знам што, кога ќе ги видат тие услови, кога ќе видат тој притисок, дискриминација, мобинг, за кратко време напуштаат. Голем број напуштаат. А еве од некои млади војници што имам контакти, значи буквално се имаат вработено за да соберат пари, за да можат да аплицираат за виза во Америка, у Канада, за да може да замена. Некој полага за некои категории, за возила, за камиони, за автобуси. Значи, буквално како некоја одсочна даска. Никој не ја гледа армијава како кариера. Добро, например, еве Бидејќи сега реално нема кариера. има некои бенефит. Дали има некои бенефици од типот, неве, например, полицајците, знаеме дека во автобус не плаќаат. Дали вие војниците сте дискриминирани или истото го правите и вие? Не, војникот не е почитуван. Тоа најпочитуван војникот е во турската армија. Таму војник е светост. Кај нас не. Кај нас дури веќе погледнете армијата никој не ја спомнува. Еве, у изминатава година дена од сите политичари кој ја спомна армијата? Па нема војна сега во миротовски Ама не, услови. армијата никој не ја спомнува. Ја спомнува баш тогаш, кога ќе им притреба. Пред избори ја збореа. Посебно тие кои што беа поврзани со безбедносниот сектор. Еве, тие што ги спомнав. Генералот, Драган Ковачки, Славјанка Петровска, тие што се поврзани со тие работи. Бивши министри, бивши генерали, полковници, тие. Сега никој не ја спомнува армијата, како да не постоиме.
Министрот ќе излезе на некоја си емисија, ќе каже, и тоа е истиот муабет. дека се почитува колективниот договор, а уствари у позадина не се почитува и фрча тужби, што се вика. Значи, реалноста е сосема друга. Александар, ми беше прекрасно со тебе додека си разговаравме нормално и ти повторно ќе ни беше гости, но за крај сосема сакам да те запрашам едно прашање, а тоа е кои ви се идните планови, можеби, ако може да откриеме некои од идните планови, например, за решавање на статусот за пензии? Како тоа што го кажав пред малку, дека планираме, бидејќи нема социјален диалог, предлогот не може да дојде од Министерството преку владата до собранието, ние како синдикати имаме право да поднесеме барање за измена на законот, кај што ќе го составиме законот и ќе го предложиме. Сега, од останува тоа од политичките партии, кој ќе го предложи, тој ќе биде у преднос. Кој ќе го изгласа, ќе биде уште поголем преднос. Кој нема да го предложи, нема да го изгласа, ќе биде узијан. А зијанот ќе го видат на следните избори. Тоа е факт. Што сакам да образложам, многу е битно, за да знае јавноста, зошто е многу битно решавање на статусот на војниците. Со решавањето на статусот на војниците, Министерството за одбрана на годишно ниво заштедува милионски суми. Над 6 милиони евра годишно заштедува ако на професионалните војници им се изгласа закон да се пензионират како и останатиот активен воен персонал. Во период од 6 години заштедуваат над 38 милиони евра. Значи над 38 милиони евра само од оваа ставка, од опремнините што ќе се заштедат. Сега, тука се решава проблемот и за префалување во другите институции. Министерството за одбрана нема да има толку проблеми тие што ќе се определат да преминат во друга институција да им бараат работа, па нема, па чекај, па како што. Значи, баш како обезбедувањето. Значи, ако се професионалните војници се ги искористат да бидат како обезбедување во таа државна агенција, што е мој втор предлог како да се реши, Министерството за одбрана ќе заштеди на тие дополнителни 38 милиони за 6 години, ќе заштеди уште 3 милиони годишно. Минимум. Значи, тоа се суми кои што надминуваат 5-60 милиони и повеќе евра, значи пари што ќе се заштедат само ако се реши овој проблем. Твој предлог Државна агенција за обезбедување? Да. Што ќе обезбедува? Професионалните војници после 45-та година да преминат во таа агенција да обезбедуваат витални објекти, можат министерства, болници, касарните, стражите да ги преземат. Но тоа го прави сега шестата управа. Тоа го прави СОЗР, владата ја обезбедуваат СОЗР, случаја договор со приватна агенција, тендер и од буџетот излегуваат 3-4 милиони. Зошто? Кога можеш да ги заштедиш, а луѓето ќе си продолжат да си земаат плата се до моментот кога ќе се пензионираат. Значи ти веќе му даваш плата на тој човек. Војниците што се ангажирани да работат, да бидат стража, значи дополнително кошта 1000 евра од човек. Значи 12.000 евра е кошта армијата, професионален војник 365 дена да биде на стража. Рачунајте колку луѓе дава такво обезбедување, колку пари се заштедуваат. Тие средства сите може да се заштедат. Ова никој не сака да го слушне. Пак ќе кажам, од терање инает, од суета и од некои си лични нивни проблеми, кои што не сакаат да го слушнат синдикатот какви предлози има. А предлозите се доброто за сите. И армијата, и министерството, и припадниците на армијата, па и државата и власта. Александар, дали сосема за крај би те запрашал, дали може би има уште нешто што не те запрашав, а сакаш да го кажеш ти, например? Можам да кажам во врска со колективниот договор, кој што е на сила во Министерството за одбрана, каде што многу од припадниците во армијата овој дел не го знаат, лани без согласност на синдикатите,
еве јас не бев контактиран, се направи измена на законот каде што минималната плата се замени со бодови. 606 бода. Минималната плата се замени со 606 бода. Во армијата бодот, вредноста на бодот се променува со решение на министерот за одбрана. И минатата година имаше зголемување на минималната плата, и оваа година имаше зголемување на минималната плата. Ни лани, ни оваа година не ни се зголемија платите. Тоа значи што? Дека платата во армијата ќе се зголеми само од волја на министерот за одбрана. Кога ќе порасне бодот? Кога ќе сака да го смени бодот. Значи 100 години да има зголемување на минималната плата, џабе. Се додека министерот за одбрана нема волја. Тука синдикатите треба да дојдат до израз преку, тоест работниците да дојдат до израз преку синдикатите тоа да се смени, бидејќи тоа е во корис само на Министерството за одбрана, а не на работниците. Значи, синдикалната кошница се зголемува, трошоците за живот се зголемуваат, платите стојат замрзнати. Тоа е голем проблем. Затоа и ние го поддржуваме предлогот на ССМ за минимална плата од 30.000 денари, и на протестот на 1. мај излеговме исто, синдикатот излезе на протест, кај што барањата беа исто тоа, дека треба да се зголеми минималната плата. Бидејќи вака се ни е замрзнато и платите ќе останат како што се. Дали можеби, еве, сосема за крај, дали можеби протест некој најавуваш? Протест ќе најавиме кога ќе има таква желба од припадниците, затоа што јас и да повикам на протест, ако некој не се чувствува дека е оштетен, нормално дека нема да дојде. Кога ќе осетат самите, а веќе осеќаат и тоа го гледаат, и веќе се осеќа големо незадоволство, ќе се организираме и ќе организираме протест и со камата од претходниот, што го одложивме. Александар, ти благодарам што ни беше гостин денеска и можам еве да констатирам дека за разлика од минатиот пат, овој подкаст беше со доза на многу повеќе искреност видов во тебе и во твоите ставови, не дека минатиот пат не беше доволно искрен, но и те разбирам на некој начин, очекуваше и средба со министерот и не можеше некои работи да ги кажеш, ама сега видов дека многу поголема искреност во тебе. Ти благодарам што ни беше. Исто и на тебе. Драги мои, тоа беше Александар Насковски, председателот на Независниот синдикат на професионалните војници при Министерството за одбрана. Многу работи се кажа во овој наш подкаст. Се надевам дека некои работи и ќе успееме преку вас да ги решиме. Ако ви се допадна овој подкаст, нормално дека знаете дека треба да притиснете лайк, да го споделите како би допрело до што поголем број на луѓе и се гледаме следен пат.